Истакнувањето на македонскиот бајрак во Лондон изгледа е резултат на крупен политички превид, кој посе изгледа ќе биде ревидиран и соочен со санкција при евентуална промена на владеачката гарнитура. Впечаток е дека пониските партиски ешелони натаму цврсто маршираат, ама во спротивна насока од своите команданти, кои изгледа самите се престроиле, без да им дадат таква наредба на своите бојовници. Тоа е капитулантски договор кој никогаш нема да биде признаен од ВМРО ДПМН. И нема да го почитувате. Молам? И нема да го почитувате. Апсолутно. Дополнителна скепса фрла и ревитализацијата на ставовите својствени на претходната идеолошка матрица која ја креираше факултетскиот колега на неговата нестудена наследничка. Таа се подпираше на некаква смарт политика во која постојано се акцентираше потребата од изнаоѓање други можности, кои иако беа без јасно преюдицирање, секогаш водеа во насока која е спротивна од залезот на сонцето. Не сум заробеник на идолатрија, ни кон НАТО, па ни кон ЕУ, и тоа секој кој што е на вистина загрижен европеец, така ќе се однесува, а не со ура-ура, тоа е единственото можно решение, не најдоброто е алтернативи. Нормална држава, здрава држава, секогаш има. За стабилна и пристојна држава потребен е цврст систем кој нема да зависи од волјата на оние кои нудат алтернативи, туку од прецизни правила од кои нема да се одстапува. Оттаму и разбирлива дилемата кој оние кои требало да го изградат, а тоа не успеале да го сторат. Како тие што ги подкопале темелите може да нудат решенија за кревање на носечки столбови. Сега вие да викате дека владата не направила ништо да го сруши тој систем, се постава прашањето зошто го изградивте таквиот систем во судството, а не сега зошто не можело за 2 години да се демонтира тој систем. И сега викате после 12 ние ќе го реформираме, зошто го направивте такво за да го реформирате? Принципиелноста е важна заложба, но реформите може да бидат успешни само ако однапред се пресмета ефектот кој ќе го предизвикаат. Предизвикот е сериозен, но тој во македонски услови е непрактичен, бидејќи искуствата покажуваат дека кај нас, со проверка на имото, ништо не може да се докаже. Тие сигурно не купиле јагуари и куки од парите ако ги зеле парите воопшто. И воопшто дали зеле пари тука не е прашање пари. Они сакаат да бидат слуги на власта. Таа парадоксалност се огледа низ од аболицијата затнатата санитарна цевка, која со специјално средство кој ќе биде ставено во употреба може да биде отпушена директно во Европа од Уставниот суд, е само обична четка која послужи само за да се потурне содржината. Јован Илиевски, обвинителот заради кој што е формирано СЕО, го остави судија во Страсбур. И имате сега не само тоа, као таа брука, туку тој сега, претпоставувам, таму ќе ги извади џокерите кои ќе дојдат овие неговите што го пратиле и што му излобираа место во Страсбур. И на крајот, ваквото сценарио не би можел да го предвиди ниту Куросава. Мислам, правиме шарамонијада од правниот систем, шарамонијада од правниот систем. Рашомон е ремек дело, а Шарамон е само наша лоша и скапоплатена серија, за која нема сценарист кој ќе ја напише последната епизода.